Постојаната комисија за заштита на слободата и правата на граѓаните денес заседаваше по представка на родителите и блиските чии деца настрадаа во дискотеката Пулс. Комисијата предизвика огромно внимание, а фактот дека на неа присуствуваше целиот државен врв само потврдува колку големо значење овој пат и се посвети. Со ова наше обраќање ние не бараме политички реваншизам, туку живот, правда и безбедност. Нашата болка е неизлечива и нескротлива, но веруваме дека со обезбедување на одговорност и правда можеби ќе имаме мир во душата. Знаејќи дека трагедија како ова никогаш повеќе нема да се повтори. Потребно е да се преземат мерки кои ќе ги спречат идните жртви, да се обезбедат механизми за превенција, да се санкционираат виновниците и да се гарантира дека правото на живот и безбедност ќе биде приоритет за сите граѓани. Трагедијата што ни се случи не ни ја украде само иднината, туку ја разоткри и горчливата вистина дека основното право на живот Македонија не е гарантирано. Комисијата сведочеше и на политички конфликт помеѓу претеничката Иванка Василевска и председателот на комисијата Димитар Апасиев. Ова обвинение треба да падне пред суд бидејќи е многу килаво поставено. Со овие ваши тврдења вие однапред тврдите дека обвинението ќе падне. Тврдите дека нема каузална врска. Ја репродуцирате тезата на одбраната на обвинетите, не на тие кои што седат тука. Јавно го дискредитирате јавното обвинителство и индиректно вршите притисок врз судот во активна постапка. Сите тие постапки ја стават вашата позиција во директен судир со основните принципи на правната држава и со правните правила и принципите за непристрасност. Согласно Уставот, наодите на комисијата се основа за поведување постапка за утврдување одговорност на носителите на јавни функции. Каква одговорност? Па се разбира дека политичка одговорност, за да немаме министер во актуелната влада кој со службено возило оди на судење. За тоа е оваа комисија, за да утврдиме каде потфрливме ние како општество, а потоа и сите ние како пратеници. Присутните родители не беа задоволни од текот на комисијата, ниту пак од односот на некои политичари. Почитуване, бидејќи Боријан ги истакна барањата кои што ние како иницијатива ги имаме, јас само ќе се фокусирам на едно специфично барање кое што навистина е битно, особено мене како млада личност во оваа држава. Оваа страна покажа нула заинтересираност за целата дискусија која што се одвивача. Односно, ве гледам дека си седите на вашите мобилни телефони, си шушкате меѓусебно, веднаш кога се прибра членовите на медиумите, голем дел и си замина. Како мислите дека мене како млад човек во државава, првпат сум во собранијава, каква слика ми создава? Дека вие ќе може да соработувате заедно и вистински да се изборите за правда за овие луѓе тука кои што собрале храброст да дојдат да се обратат? Дали навистина сметате дека јас после денеска ќе искочам тука и ќе речам да, видов дека соработуваат претеничките групи, гледаме дека навистина покажа емпатија и навистина им е битно што има да кажат овие родители. Не, мене тука ми действува дека ми личи дека се е само некоја процедура да се замачкаат очите дека еве конечно ви дадовме анкетната комисија која што ја баравте. Право да ве прашам дали одморивте, како се викавте, Иванка, Ивона. Не ве гледам, тука седеш. Излезе ли? Како не ви е срам? Тука пред нас откочени вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза до 1 сат. И ние за 1 сат цела веб страна направивме од Супорт Кочени за да помогнеме. Знаете ли што значи 1 сат? Стварно ќе кажам, ако во за некој е само уште една политичка активност, тога е подобро ни да не учествувате. Никој во овој случај не смее да биде игнориран, особено не семејствата кои што ја живеат неголемата болка, изјави пратеникот Оливер Спасовски. И затоа сметам дека и денеска комисијата и било која комисија друга која што ќе разговара не треба да биде политичка арена во која што ќе се растргнуваат помеѓу себе политичките опоненти заради тоа што ова се случаи во кои што нема политика.
Првото предложение на седницата на комисијата на која пратениците ќе донесат предлози и решенија кои треба да се усвојат ќе биде соопштено подоцна. Слушнавме ставовите на родителите, тие кои што зема збор. Ги слушнавме исто така дискусиите на дел од организациите како Супорт Кочани, кој е следен, и дел од дискусиите на некои од пратениците. Така што, за да не биде дека ќе успеат континуираните лаги на опозицијата да станат вистина, како по обичај, сите тие лаги им се распрснуваат во рака како обична лага, а вистината е сосема поинаква. Уште еднаш сакам да изразам сочувство до сите оние кои што ги изгубија најмилите во овој трагичен настан, на сите оние кои што се повредени од овој трагичен настан. Ние како држава ќе сториме се што е во наша моќ да помогнеме на тие кои што се лекуваат, да дадеме сето онаа нега која што е потребна и се разбира сочувствуваме со болката на сите оние семејства кои што ги загубија своите најмили.